Како што знаете, драги гледачи, во Канада имаме многу македонски селски и градски друштва, а едно од нив е и Скопското друштво во Торонто. Благодарение на Боби Темелков, ќе имате можност да видите снимка од минатонеделниот концерт во организација на Скопското друштво, кој се одржа во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. На познатиот македонски глумец, музичар, писател, режисер на разни музички спотови и текстописец Игор Џамбазов и Гуру Харе, познат македонски музичар и текстописец. Во продолжение, ќе видите дел од мојот разговор со Игор Џамбазов на овој незаборавен концерт. Останете со нас до самиот крај. Вечерва присуствувавме на еден неверојатен настан. Со нас во Торонто, Канада, е, слободно можеме да кажеме, најголемиот шоумен во Македонија. Не ме фали, жити ме. Господинот Игор Џамбазов. Здраво. Само македонци гледаат тоа? Македонци пошироко, сите оние кои што го разбираат Тоа македонски пошироко не ме јазик. интересира за македонци. Меѓутоа, најголемата публика не се македонците. Убаво беше вечерва, стварно Вечерва беше навистина прекрасно. Дури да признам повеќе од тоа што очекувавме. Една порака до нашите македонци во Канада и пошироко. Па што знам, се кажуваат тагата за југ, што ја раскажувам. Јас знам колку овде им е тешко на луѓето, нели? Дури разговарав со некои луѓе кои веќе планираат да се враќаат. Најголем комплимент за мене и за Харе беше што кажа дека вакво нешто не се случува. Не се случило и тоа благодарение на Сашо и на Надица. Сашо и кои што Надица ни го Тилеви, возможува да Home доде- Stage by Тилеви. Дефинитивно. Значи, прекрасен брачен пар, се влюбивме го Харе и јас во нив. Колку нив им значи се тоа, колку се посветени на оваа работа. Сена се нешто прекрасно што ни се случи, ете, и ние стигнавме преку океанот. Мислам дека пренесовме барем дел од македонштината што сега пак е на власт во Македонија. И мислам дека барем малку ве пренесовме во Скопје, во Охрид, на Маврово. Тоа ние што се сеќаваме. Да, а овие помладиве па што не знаат, има и такви, нели, што се некоја сосема друга генерација, би се допадна тоа што веднаш го прифатија, гледа луѓето од страна и сфатија дека се случува нешто многу важно за нивните мајки, таткоци, чичкоци и така натаму. За мене секако најдраматичен беше моментот средбата со мојата тетка Даринка, која ме чувала кога сум имал 3-4 години. Се видовме после 56 години, дали ти се верува? Ми се верува затоа што го видов во моментот она чувството кое што излезе и од тебе, и од тетка Даринка, и од Ја несиниот не сопруг, очекував. а и од публиката. Ја не се расплачувам баш така лесно. И дури викам, не верувам дека, знам дека она сигурно ќе плаче, но знаеш кога ќе ја почувствуваш неа како се... Ја почувствувавме и ние. Да. Тоа ми беше најдрагиот момент. Презадоволни сме со Харе. Мислам дека ова нема да ни биде последен пат одека и мислам дека Се надеваме. следниот пат се Вие случувате најавивте. уште поголемо шоу, Така. можеби на некое друго место, можеби малку по-театарски, по-кабаретски од ова, можеби со уште некој нов гостин. Ќе дојдеме пак, а сите вие што присуствувате на концертот, кога ќе дојдете во Македонија, побарајте ме во Фуктак, во Дојран, јас сум таму. Секоја чест. Се најубаво. Ви благодарам. Да се ми живее здраво. Чао! Ova pesma su ne zna